Револтирани и разочарани оризопроизводители од селото Новоселани во општината Чешиново Облешево се жалат дека и годинава нивите ќе им останат непосеани со ориз. Иако браната Калиманци е преполна, водата од стариот систем за наводнување не стигнува до нив поради неисправен цевковод. Вела дека со години слушаат ветувања за решавање на проблемот, но без резултат. Поради тоа денеска тие излегува на протест. Дел од нив, како Зоран Станиславов, се соочуваат со дилемата дали да ги посеат нивите или да ги остават да никне троскот. Ние сами ќе ги правиме. Не ни дозволуваат. Ќе се организираме, ќе финансираме, ќе го направиме како и други години што сме правили, и нафти давали, и се да функционираме, и сега ќе го направиме. Од раководител на водостопанската организација не ни е дозволено. Негов одговор е, ќе имате вода на тај дел, со мал притисок, нагоре ќе ви се случи истото како и лани. Не ви гарантирам ништо. Да правиме договори за наводнување. Нема никој. Јас му вити, утре ќе ти доведам цело село луѓето да подпишат договор. Со кој договор ние ќе се обврземе да ја платиме водната заедница во вашиот рок. Вашата одговорност ќе ни биде ли со снабдување на вода за целата сезона? Не. Ќе ви се случи истото сценарио како лани, не ви гарантирам ништо. 78 годишниот Георгиев смета дека земјоделците од Новоселани за џабе трчаат и работат по нивите, а поради тоа што до поголемиот дел од нивните ниви не стасува вода за наводнување и нивните деца избегале, не живеат во селото и не се занимаваат со производството на земјоделските култури. Посочува дека изминатите неколку децении ниту една лопата бетон не е ставен на системот за наводнување. Полесно ни горе спараме капитал, трошкове големи, а на крајот ниту откуп на земјоделските производи, оризо не го изравнина со житото еднакво. А луѓето што дојдоа не ги обвинуваме, секој сака да не се и да жнее. За да жнее треба да има вода. Бевме кај директора, кога ќе донесат сајли, ќе спроведат, ќе откријат дефектот, да отклонат запушениот канал. Никој не доваѓа. Директор се поплакава убаво на водостопанство Кочани. Немаме пари за пенкало. Од дома пенкало купуваме. Скопје не ни дава пари. Па Скопје ако не ни дава пари, нека дојдат, нека затворат канал, нека не го слободат полето и да не тражат више имитација село град. Овие се тројца дојдени тука живеат у проби Штипи Кочани. Останаме ние 5 души чопави. Сите не избегаа од тука. Зашто ќе седат моите деца ќе насејат да не жнее, да створи трошок, на кого ќе го даде тоа производство ќе го произведе. И тоа не се откупува. Директорот на водостопанството Брегалница Горан Чозашков вели дека проблемот со системот за наводнување за нивите во аторот на селото Новоселани е од 1985 година, кога на диво е изграден цевководот од селото Жиганци до Новоселани. Тој цевковод не е го правило водостопанство и е направен по никаков стандард. Ниту има мулни испусти, ниту има шахти, тоа е должено околу 3 км. А минате 6-7 години, значи има натоложено материјал или некаде запушено, цевководот го намалува капацитетот на водата, така да капацитетот на водата е смален скоро на 40% тоа што е повлекувало на старт количината водата. Ние веќе активно 2 месеца одиме, се трудиме да откриеме дефектот и не можеме да го лоцираме конкретно каде е проблемот. За во понеделник населението се запознаени, на 3 места ќе го пресечеме и ќе видиме дали може да го најдеме проблемот. Доколку не го најдеме проблемот, тогаш ние како водостопанство можеме само да кажеме дека цевководот е технички неисправен и буквално да се премине не наводнување на ориз, туку може да задоволи само за наводнување на пченка. Зашков посочува дека за реконструкција на овој цевковод е голема процедурата, бидејќи за она што е градено на диво, сега ќе треба основен проект. Изведувача според нивните проценки би чинела околу 1 милион евра. Тој се надева дека наредната недела обидот за да се лоцира дефектот на цевководот ќе биде успешен, со што ќе се оспособат за дистрибуција на водата за наводнување. Се надеваме постоечкиот да го санираме и да го способиме. Тоа ни главна задача и цело време упорно и кажувам дека ние тоа може да го сработиме, а не тоа што барат шахта, бидејќи тие барат цело време да се отвори некоја шахта која што треба да исклучиме 10% од површините, значи ќе имаме 10% од таа минимална вода повеќе. На нив не и треба 10% повеќе вода, на нив и треба 100% повеќе вода.
Тоа не е решението тие што го нудат, секој иде да селективно, тој да си заврши работа, но не е целта само да се насеат површините под орис. Целта е да ги да се орнеат. Јас лани минатата година убаво ви кажав дека ќе направиме грешката упорно на ние на сопствена глава, на сопствени ризик, ќе истераме и на крајот беа со катастрофален род. Не сакам да се случи грешката од минатата година. Инаку во Кочанскиот регион во тек е и сидбата на оризот, а се очекува да бидат посеани на површина од 3500 хектари.